Професорка, дали се слушаме? Да, Се слушаме, да? да. А може ли по-гласно малко да слушам? Аз ве слушам, ама не знам колко ме слушате вие мене. Добро, одлично ве слушам. Продолжуваме со нашата радио програма, почитувани слушатели. Песната од Војо ќе ја прекинеме за момента, бидејќи сакам нешто повеќе да зборуваме, професорка, околу прославата на Илинденското востание, одбележувањето на 121-та годишнина од нашата славна историја. Како спрема вас сознанијата кои ви се, како ќе биде прославено Илинденското востание во Република Македонија, па и во соседните држави? Прво да ги поздравам сите слушатели и гледачи на вашата програма. Сакам да кажам дека овој ден нормално е еден од темелите на македонската држава, поради неколку причини, нели, на 2 август е одржано и првото заседание на АСТО, не заради тоа што не бил важен денот и пред тоа, туку намерно, затоа што сакале и нашите партизани да им одадат почит на илинденците, односно на учесниците во Илинденското востание. Илинденското востание фактички е можеби и најголемата епопеја на македонскиот народ, затоа што без никаква помош и без никаква организација од надвор или без никаква помош од наводните пријатели, било кренато востанието, иако многумина од оние кои што учествувале на Смилевскиот конгрес, кој што се одржал од 2 до 7 мај 1903 година, биле против кревање на тоа востание, затоа што сметале дека револуционерните окрузи не се доволно подготвени или немаат доволно оружје за еден таков голем чин. Она што всушност се случило на 2 август 1903, тоа влегува во категоријата на незаборавни и неповторливи историски моменти, затоа што ако почнеме дури и од одржувањето на Смилевскиот конгрес, ќе видиме колку од македонското население било вложено и било ангажирано околу Илинденското востание, не само оние кои што се бореле со пушка врака, туку и жените кои што биле, да речеме, со некој денешен модерен јазик логистика на сите тие револуционери. Секако, нели, сите тие борци имале потреба и од заштита, и од облека, и од се што. Така што целокупното население во Битолскиот револуционерен округ, па и пошироко било ангажирано околу тоа Илинденско востание.
И точно и затоа Илинденското востание представува општонароден револуционерен обид да се отфрли османлиската власт и едноставно Македонија да биде самостојна и независна држава, што било сон на сите илинденци. Сега вака говорејќи, веројатно нема да добие нашиот слушател или гледач доволно информации зошто е толку битен Илинден за нас, меѓутоа самиот факт што Илинденското востание од 1903 година се обидуваат да ни го, ајде да речем, бугаризираат нашите соседи, припојувајќи го кон Преображенското нивно востание, сваќаме дека навистина Илинденското востание представува еден многу висок револуционерен чин за осознавање, односно за ослободување на македонците од долгогодишното отоманско робство. Она што е многу битно, тоа е како ние сива овие години го чествуваме, односно го паметиме она дело, она жртва, саможртва, која што македонците ја дале во текот на Илинденското востание. Значи, секогаш од 1903 година наваму, тоа востание, односно сите негови жртви и саможртви биле почитувани и се одржувал поменот за нив. Многу е интересно ако кажам дека и во 1943 година главниот штаб на НОФИПО, односно Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија, испратиле проглас до македонците во смисла дека Илинденското востание помина пред 40 години, но ние се уште не го остваруваме не го остваривме тој идеал. Затоа е битно ние да излеземе што е можно помасовно во ослободителните одреди и таму да го вложиме целиот наш труд за да го оствариме илинденскиот идеал, а тоа е самостојна и независна македонска држава. Професорке, пред да одиме понатаму, сакам да ве запрашам дали имате сознание кога за прв пат Бугарија како држава го чествува Илинденското востание. Знаеме во последните 20 на години, но пред тоа јас немам некои сознанија кога тие за прв пат почнаа да го одбележуваат, бидејќи за нив национален празник е Сан Стефанска Бугарија. Вака сега, значи, она што е многу важно за нас, тоа е дека Илинденското востание било задушено во крв, дека голем број од македонците кои што немале веќе покрив над глава и немале можност да останат во Македонија, отишле во Бугарија, затоа што таа била најблиската територија каде што можеле да се скријат, односно да се приберат после жестоката одмазда на османлиите врз илинденците, така што еден голем дел од оние кои што учествувале во Илинденското востание заминале во Бугарија. Таму имаат формирано една илинденска организација која што ги чествува и ги одржува спомените за Илинденското востание и за идеалите на Илинденското востание. Таа илинденска организација секоја година го чествува 2 август и целосно нивната програма е во контекстот на тоа дека илинденците се бореле за она што го кажавме, независна и самостојна македонска држава. Така што во 1920-тите години, од почетокот на 20-тите години, ќе видите во сите весници кои што излегувале во Бугарија дека Илинденската организација повторно го чествува тој ден. Така што тие се повикуваат дури и на овој дел од чествувањето, бидејќи се случува на територијата на Бугарија, при тоа не кажувајќи дека апсолутно во сите тие чествувања и во сите тие споменувања на Илинден
трета, не се зборува за припојување на Македонија кон бугарската држава, дека воопшто апсолутно немаат никаква мисла или помисла дека бугарите имале било каква улога во кревањето и во спомените за Илинденското восстание, така што тие целата приказна ја темелат на сите оние активности на македонските иселеници од Македонија во Бугарија, нивниот интерес фактички почнува од 1968 година, кога Тодор Живков собира неколку многу видни историчари во Бугарија и им наложува да направат една стратегија со која што во Македонија ќе почнат и во светот нормално, ќе почнат да пропагираат за бугарското потекло на македонците. Иако знаеме, и вие знаете, и гледачите, и слушателите знаат, дека ние како генеза немаме ништо со некое племе кое што е нивна основа, значи тие си имаат генетски код на татарите, ние имаме генетски код на словените и на античките македонци кои што тука биле кога дошле словените. Така што ние мораме еднаш за секојаш да сватиме дека Илинденската епопеја е исклучително битна, не само за нас, туку и за другите, и затоа и посегнуваат по неа. Ме прашавте како ќе се одбележи. Ќе се одбележи многу подостоинствено. Пред да одиме на тоа, сакам да ве прашам дали учествува бугарски чети, албански чети, бидејќи пред 2-3 години го слушавме Али Ахмети како кажуваше дека во Илинденското восстание имало и албански чети. Бидејќи сега тоа е пак дел од мојот магистерски труд, Илинденското восстание и учеството на албанците во него, јас со најголема одговорност ќе кажам дека многу малку од албанското население учествувало во Илинденското восстание, меѓутоа учествувале во смисла на тоа дека биле големи поддржувачи при подготвувањето на Илинденското восстание со тоа што биле добавувачи на оружје. Албанци, цели семејства преку Преспанското езеро и преку Охридското езеро од Албанија носеле оружје за револуционерната организација, така што тие имаат голема улога во, да речеме, некое вооружување на македонските чети. Меѓутоа, што е важно? Важно е да се каже дека имало исто така тие се албанци домародни, кои што сакајки да спечелат што е можно повеќе од тоа восстание, им продавале и расипани пушки. При тоа, освен нив, друг никој ги немал деловите. Значи, тие ги ваделе деловите од некои пушки, им ги продавале на револуционерите, а потоа им ги продавале и деловите за тие пушки, бидејќи овие реагирале дека пушките се неисправни. Значи има многу елементи за кои што можеме да зборуваме околу тоа, кој колку придонел за Илинденското восстание. Она што е многу тажно, тоа е дека во последно време, последниве да речеме 5-6 години, читаме и дека дури и албанско било тоа восстание, од некои си, јас ќе ги наречам квази историчари, колку и сакаат да се лутат, меѓутоа фактите зборуваат, знаете, пред фактите и боговите молчат. Така што потребата да се изманипулира тоа Илинденско восстание, ќе повторам, е само поради едно. Неговото значење, неговото ангажирање на огромен број на македонско население, огромен број на влашко население, доста има од оние кои што албанци кои што навистина не се согласувале со османливите, меѓутоа сето тоа се, да речеме, некои многу поситни проценти отколку она што во денешните некои изјави се обидуваат да го направат оние на кои што, пак ќе речам, Илинденското восстание треба да им биде некако како знаме со кое што ќе мафтаат и ќе си ја збогатат
нивната историја. А кнежеството, кнежеството Не на Бугарија? Кнежеството Бугарија тие ветиле во почетокот некоја си помош, меѓутоа нити помош стигнала, нити помош дале. Апсолутно не држи тезата дека било каква интервенција позитивна од страна на бугарите имало во текот на Илинденското востание. Напротив, бидејќи ветиле одредено количество на оружје, нормално македонските револуционери се надевале на него, меѓутоа биле изиграни. И точно таква една акција, односно таква една реакција на Бугарија кон македонското Илинденско востание е јасен показател дека ниту било која од нашите соседни држави немала интерес Македонија, онаква каква што нели била во етничките граници, да се осамостои и да биде независна држава. Добро, за нашите слушатели и оние кои не следат на социјалните мрежи и ќе не следат, на кои простори Илинденското востание беше опфатено преку тие штабови кои беа прогласени на Смилевскиот конгрес? Значи, што е многу важно? Многу важно е дека на Смилевскиот конгрес има една многу сериозна дебата. На него присуствувале представници пред се од Битолскиот, нели како најголем револуционерен округ, потоа од Демирхисарскиот, од Крушевскиот има, Ресенскиот, Прилепскиот, Леринскиот, така што во сите тие окрузи има различна подготвеност на револуционерните тела за кревање на востанието. Ако земеме, значи, ако го земеме Леринско-Костурскиот крај, ќе кажеме дека имало недоразбирања, меѓутоа апсолутно не биле подготвени за кревање на востанието така како што било планирано. Значи, од излагањето после на Прилепскиот, Битолскиот и Кичевскиот, излагањето на делегатите од Прилепскиот, Битолскиот и Кичевскиот округ, исто така било речено дека тие апсолутно не можат да се подготват, така што сметале дека би требало одреден период да се одложи кревањето на востанието и да се подготви поубаво тоа востание, затоа што се очекувало дека ќе има жесток одговор, а за да се спречи жестокиот одговор требало да има поголема количина на оружје и поголема подготвеност на оние кои што биле логистик. Едни можеби не е лошо и да ги спомнеме, едни од најгласните за некревање, односно против кревањето на востанието биле Петар Ацев, Тале Христов, Никола Карев, Никола Петров Русински, така што сето тоа се имиња кои што во македонската историографија, односно во македонското револуционерно движење биле исклучително значајни. И затоа се сметало дека можеби нивното мислење, односно нивниот глас ќе превагне, особено што нели во тој период го имаме и погибијата на Гоцета Делчев. Меѓутоа, она што се случило, бил избран главен штаб на чело со Даме Груев, потоа Борис Арафов, Атанас Лозанчев, кои што требало да го подготват целиот терен на сите овие горе спомнати револуционерни окрузи и востанието, да одредат датум на востанието. Свети Илија е било најпогодно време, затоа што народот имал висок респект, односно култ кон Свети Илија како заштитник, како громовник, и сметале дека еден таков верски празник ќе влее многу повеќе надеж кај населението, дека секаков еден обид за ослободување можеби ќе биде и
успешен. Она што знаеме дека траеле 10 дена, траело 10 дена Крушевската република, која што после првичните успешни напади на македонската револуционерна организација врз османлиските трупи ја формираат, значи, Крушевската република трае 10 дена. Меѓутоа, одговорот знаеме сите каков бил, тоа е жесток, биле изгорени до пепел, значи донесени села во кои што дури луѓе гореле, меѓутоа сета таа страотија ја гледале и странските сега нели модерно амбасадори, тогашни конзули, информирале во нивните држави и фактички и од нивните сите извештаи кои што се официјални извештаи на официјални странски представници во Македонија во тој период, односно во вилаетот, во Битолскиот вилает, и од сите тие извештаи ние ги влечиме како историчари, нормално за информациите, ги споредуваме едни со други, правиме и паралела во нивните излагања и на крајот на криштата ја црпиме вистината која што тие ја имаат запишано за тој илинденски непокор, да речеме, на македонскиот народ. Така што мене она што многу ме радува, тоа е што македонскиот народ, освен во последниве неколку години, секогаш достоинствено и гордо го дочекува тој ден. Ниве ве гледаме дека коњаницата повторно по не знам кој пат оди од Скопје до Крушево. Тоа е еден многу убав чин кој што ние минатава година имавме чест да го видиме. Сакам да кажам дека македонскиот народ апсолутно секогаш и секаде, да речеме, и кај вас во Австралија, интернетот не ни работи некако на некој начин. Знае да ги спочитува жртвите на илинденците и да биде благодарен за се она што тие направиле за денешната македонска држава. Зборува за манифестот. Манифестот е еден многу интересен документ со кој што илинденците, односно главниот штаб на илинденското востание се обраќа до сите жители на Македонија, односно зборувам сега за Македонија во етнички граници, не зборувам за Македонија во денешните граници. Манифестот фактички се обраќа до нив, до сите сожители, до сите пријатели. Кажува дека ние како македонски народ сакаме да живееме во мир и слога со сите, дури се обраќа и до оние турци кои што не биле настроени, да речеме, онака како што била настроена власта, да гази и да омаловажува секого. Напротив, манифестот пишува, односно кажува дека во Македонија, односно во новата држава, треба сите да живеат сложно и со подеднакви обврски, со подеднакви права. Значи, вие не можете да имате само права и да се гордеете само со тоа што сте постигнале како право, туку треба тоа да го заработите. Едноставно тоа е документ кој што е многу по, да речем, демократски во тој период објавен, отколку ова што денес ние го живееме така. Ајде да се префрлиме на одбележувањето, како ќе се прослави ова година. Вака, значи, мене многу ме радува што целиот државен врв ќе биде ангажиран околу чествувањето на Илинден, да речеме, за разлика од минативе години, ние имавме само чисто како, ајде, колку да се одбележи, ама не многу, за да не правиме многу джева, да не ги вознемириме источните соседи. Меѓутоа, да ја задоволиме суетата на народот и така да помине премолчено.
Годинава нема да биде така и очекувам да не биде така затоа што не сме да биде повеќе така, никогаш да не се повтори. Премиерот ќе зборува во Крушево, председателот Крушево. господин Мола. Да, во Крушево ќе зборува премиерот. Не се слушаме? Интернетот ни закоче, професор, кај ќе треба да ве причекаме уште малку. Не, да. Да, повелете. Така што да. Еве, значи премиерот ќе зборува во Крушево, председателот господјата Сијановска ќе зборува во Пелинце, председателот на собранието, колку што знам, Гаши исто така има своји обврски околу 2 август. И чинам дека тоа е вистински еден показател дека Македонија почнува на вистина да се враќа на оној колосек кој што досега е практикуван за прославување на Илинденското востание и годишнината од Аснов. Така што јас би кажала и уште една работа, дека после многу години почна да функционира и она една организација која што беше 10 дена Кушевска република, така што на 8 август, еве ексклузивно кај вас ќе кажам, дека на 8 август да имаме закажано една научна трибина во Крушево. Зошто е на 8 август, сигурно ќе се прашате и вие и сите наши слушатели и гледачи. Тоа е затоа што во минативе години имавме еден ѕид со државните органи, односно со државните институции. Министерството за култура беше апсолутно глуво на секое наше побарување на средства. Знаете дека оваа новата влада е само еден месец на власт, па меѓутоа и тука најдовме малку разбирање и нормално треба и ние како историчари да се собереме, бидејќи знаете дека се летни одмори, и да го чествуваме, односно да го одбележиме денот, независно што ете на 2 август нема да успееме да се видиме, ама сето тоа ќе биде многу солидно организирано на 8 август. Добро, кажавте дека председателката ќе биде во Прохорчински. Да, и Пелинце. Во Пелинце, меѓутоа имам сознание дека прво ќе го посети манастирот Прохорчински. Да. Тоа ме врзува со одлуките на Асном, односно значењето на Асном 1944 година и поврзаноста со Илинденското востание. Ве молам. Еве тоа е значи приказната дека Асном се одржува, односно бил така проектиран, било проектирано првото заседание на Асном да се одржи на истиот ден кога е одржано и Илинденското востание, со што тие два настана во еден ист ден се двата камен темелника на македонската држава. Ние всушност целиот наш опстој како македонска држава го темелиме врз основа на тие два големи историски настани. Зошто е многу битен Асном? Асном е битен пак од друга страна, да речеме, ако Илинденското востание било локално, да речем, локално во смисла на Македонија, но односно народно-ослободителната борба се водела, нели тоа е светски еден настан кој што трае 4 години, всушност можете да го сватите и како процес, затоа што војувањето во тој даден период дури станало и одредена професија на некои лица кои што станале нели професионални војници, бидејќи 4 години да се војува, тоа е премногу долг период. Светската војна се бележи како еден од најкрвави, Втората светска војна како еден од најкрвавите настани дотогаш во историјата. Верувам дај може никогаш да не се повтори. Меѓутоа, што е важноста на Македонија? Што за разлика од нашите бугарски соседи,
Ние не сме биле на страната на фашистите. Никогаш не сме биле окупатори. А македонскиот народ се борил само и само. Зашто? За она што било и Илинденски идеал. За Македонија самостојна, независна, своја. И така, кога македонските партизани се бореле за да бидат своји на своето, а кога некои други изигрувале окупатори и фашисти, треба да се знае дека не постои начин, односно не постои нитка која што нас може да не поврзе со наше создавање во 1944 година. Напротив, 2 август точно говори дека континуитетот на македонскиот народ, македонската држава и македонската опстојба е многу децениска, меѓутоа фактот дека на 2 август прв пат во 1903 и втор пат во 1944 година се донесуваат најважните одлуки за македонскиот народ и за македонската држава, говори дека апсолутно е да не речам дилетантска, макар што е и тоа благ збор, дилетантско настојувањето на бугарската политика од нас да направи некаква вештачка творба и нас да не представи пред било кого, односно пред својата и пред странската јавност, како некое заморче кое што излегло од, да речеме, некоја експериментална станица која што ја раководел Тито. Напротив, значи, од стартот на Втората светска војна, од 11. октомври 1941 година ние имаме континуирана борба на македонскиот народ и сите народи и националности кои што живееле во Македонија, кои што се одредиле за самостојна и независна Република Македонија. Поврзаноста исто тоа го прави помеѓу одредите, нели, од сите. Тоа сакам да го кажам, да, мислата ми ја прочитавте. Многу е битен, значи многу е битен тој факт, затоа што вие во еден период кога бугарите се освестиле дека веќе не се окупатори и кога почнале да се приклучуваат кон антифашистичката коалиција, во нивните одреди ги немате имињата на македонските револуционери. Значи, во македонското национално ослободително и народно ослободително движење, имињата на Гоце Делчев, на Даме Груев, на Јане Сандански, на сите тие македонски прекалени борци, постојано се спомнуваат, постојано провејуваат. Ако ги видите имињата на бугарските ослободителни чети, тогаш ќе сватите дека тие апсолутно немаат допирна точка со македонските револуционери. Така што целата ова рашомонијада која што денес нам ни се случува само со една. Јас претпоставувам дека е само со една голема желба да се извитопери историјата, да не се сеќаваат младите, односно новите генерации, дека огромен дел од Пиринскиот дел од Бугарија е всушност Пиринска Македонија, дека 50% од македонската држава тогашна територија е пресечен и подарен благодарение на европејците на Грција. Така што сакајќи да ја заборават вистината, се обидуваат од нас да направат вештачка творба. Асном и Илинден 903, Јасном 1944 се најдобрите показатели дека тоа нити им успевало, нити ќе им успее, бидејќи нели во периодот меѓу 1903 и 1944 година имало обиди, како што и денеска има и предавници и кодоши и се што можеме да се видиме во македонското ткиво, и тогаш имало е такви кои што работеле и за окупаторите и за фашистите. Меѓутоа нивната моќ, нивната желба да бидат поголеми, да речем, бугари од бугарите, не успеало благодарение на тоа што свеста кај македонецот е многу вековна и точно тој знае дека
неговата историја не смее да биде распродавана. Па и делегатите, ако ги спомнете, делегати чинам имало од сите делови на Видете, значи, Асно ме една многу интересна тема за зборување. Јас морам да кажам, ете, ајде повторно ексклузивно кај вас. Некако многу ексклузива дојде денеска. Во ноември ние ќе одржиме како Институт за национална историја. Тоа е предвиден еден научен собир 80 години од Асно, заедно со Ману. Дали ќе биде со Ману или не, се уште немам јас информации такви. Меѓутоа знам дека ние како историчари веќе се имаме пријавено, доста колеги се имаат пријавено за учество на тој симпозиум. И повторно сега пак сигурно ќе прашате, па зошто во ноември и зошто не на 2 август? Тоа е истата причина, поради која што ви кажував и претходно, дека немавме никаква разбирачка со претходната власт. И едноставно секое наше појавување таму беше, ајде да не речам исмејувано, ама хајде што ќе име на овие од Институт за национална историја, толку да се борат за националната историја. Тоа нам не е работа, тоа нам не е обврска, нашиот народ не плаќа за тоа и ние на најсоодветен начин и најпрофесионално ќе се одолжиме за се оно што направиле и линденците, што направиле и партизаните за нас, и чинам дека сето тоа ќе биде забележано. Добро, уште имаме уште 2-3 минути. Дали бугарските власти ќе земат учество во Република Македонија? Јас пак да ви кажам една работа вака, мене ич не ме интересира што ќе прават бугарските власти. Јас сум некако оперирана од потребата ним да им придавам многу големо значење. Јас мислам дека ние си дозволивме да си ги ставиме на трпеза нив катадневно. Она што тие ќе го прават, нека го прават. Она што е вистина, знаете, има една многу убава изрека, не можам сега да се сетам чија е. Вика, вистината можете да ја премолчите, ама не можете да ја промените. Така што вистината која што еве ја кажувам и која што ние ја работиме и врз основа на домашна документација и врз основа на документите кои што ги имаме низ светот, тоа потекнуваат од конзулите од 1903 и од сите оние странски, да речеме, делегации кои што присуствувале во време на Втората светска војна на македонско тло. Сите тие го говорат едно и исто. Македонците се борат за својата држава, за вековните соништа, а соништата име национална, независна и самостојна Македонија. Тоа што не сме имале среќа во 1913 година да не распарчат и да не разделат, и тоа што сега нели им пречи, затоа што тоа е нивно дело, тоа не е наша вина. Наша работа или наша обврска кон сите оние кои што ни овозможеле да живееме во слободна Република Македонија е ние на најдостоинствен и најпрофесионален начин да им се одолжиме за сета жртва што ја дале за нас. Професор, јас ви благодарам многу, нека ни е честит Илинден, исто така нека ни е честит и Асно. Честит да ни е, 2 август. Да, ви благодарам многу и јас. се надевам дека ќе Поздрав. оста. До слушање. Да.